молимся. Господи, помилуй. Господи, милота Негова, да дождава, по Негова са блага, човеколюбие, повторно сега и сега, и во вековите на вековите. Амин. Христе Боже, радеш наша слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже Христе во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, добре, священнейший владыко святый, благослови. Воскресам мъртвите, Христос истинският Бог, помолитвата на Светата и пречната Майка Нега, со силата на честният и животворен кръст, под застъпничеството на честните небесни велични сили, на светият славен Бог, претече и кръстите ангели, на светият славни и всепълни апостол, тези славни доброповедни мъже, препълнути богоносници наши, свети равноапостол Методи и Кир, и вините свети ученици Климент и наумовците чувства, свети правни богоци Якмия. Меѓу светите отци наши Јован архиепископ Константин Апостол Златов и светиот маченик Севастијан, чиј спомен го празнуваме на сите светители, да не помилува и спаси кој добар и човеколюбец. Амин. Браќа и сестри, денеска протоиерејот Крсте Тасевски си заминува не само од оваа парокија, туку од целата наша богоспасаема епархија. Предност наша на сите што не по наша вина си запише, но не и по негова вина. Треба да разбереме дека тој живее во Битола и тешко е за свещеник кој живее во друг град да услужува парокија која е во друг град. Многу е тешко и затоа секогаш треба да се трудиме свештениците да живеат таму да го услужуваат. Протоиерејот Крсте Тасевски има вложено во оваа парокија многу. И сите затоа што сме собрани овде благодарни му сме, јас може би најкратко време ги живеам плодовите од неговиот труд, но од сите добивајќи информации, свесен сум дека навистина е водјовен предвидка и сите што сте собрани овде дојдовте да го испратиме достојно, како што приличи на еден кој е предводник во црква, зашто свештеникот, браќа и сестри, е предводник во епархијата. Тоа не е, не го измислевме ние или во овие наши времења или во овие наши денови. Туку тоа е многу старо време. И за добро, и за лошо. Прв е свештеникот. И како тако би се покажа и протоиерејот Крсте Тасевски, зато и во толка број дојдовте да го испратиме. Да го од црквата нема конечно испраќање. И оние кои ги испраќаме од овој живот не се во конечно испраќање, зашто сите ние во црквата се надеваме на живот вечен. Дека ќе се сретнеме и дека во вечноста можете да мислите колкава е вечност. Нема крај. Во вечноста ќе бидеме заедно. А ако не бидеме една година, две заедно, тоа ништо не значи во вечноста. А таа вечност ја живееме сега и овде. Затоа од една страна сме тажни, што си заминува Отецот, ама од друга страна, заради верата наша сме радосни, што никогаш нема и не дозволува нашата вера да има конечна разделба. Може да има времена разделба. Како што и дури, како што спомнам со нашите покојници, се разделуваме, ама се разделуваме времена. Честито нека му биде на Отецот Крсте во новата епархија, нека ја покажи
barem približno toliko bi uspesi koliko što pokrene ovde među vas. Neka se zaraduva i novata parohija kada što će pojde, a ta je eparhijata Krestansko-Pelagoniska, neka ima uspeh благочестивиот народ и таму подействата и молитвите на Отецот Крстетателски протоиерей, кој токму овде меѓу вас ги добиваше и сите искуства кои досега ги има, за да расте и тој во верата, како што растехте и вие покрај него. Јас ќе го замолам и тој да ни се обрати овде меѓу сите нас, да ни каже нешто што ако нешто не кажал додека ја обслужуваше епархијата, сега парохијата има сега можност да го каже и нека му бидат тие зборови да радалва од сите вас. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј. Амин. Благодарам да Свети Владико за зборовите кои што ги кажавте. Со тешко срце ова го кажувам, како што спомни Владиката, тука ми беа почетоците на свештеничката дејност, тука со вас и можам да кажам дека ова парохија, која што секој еден свештеник може да ја посакува, не може да ја замисли, зашто никој не може да замисли ваква парохија, но ова е идеалната парохија за еден свештеник, каде што сите еден со друг се крепевме, се подкрепувавме, се поучувавме во верата. Најважна и најбитна работа од се е да останеме со Христа, затоа што и цел наш живот е сведоштво за Христа. Често пати јас ги кажувам истите работи, како тоа да се трудиме, дека трудот е небитната работа во нашето христијанско живење. Се другото е минливо. Никој не треба да гледа кој колку прави, туку да прави секој оно колку што може. Затоа што Бог ги гледа трудот и напредокот наш, не гледа бројноста на делата, бидејќи сите имаме различни сили. Може би, ете, по Божјо допуштение, јас сум бил причината за некои луѓе да го најдат патот за Бога. Но Боже би сум бил причина за некој да се отргне од Бога. Но сепак, барам и прошка за сите вас овде, кој на некој начин може би сум го повредил некого, може би на некого сум сгрешил, затоа што ми сепак сме ние луѓе. Може би сме свештеници, но сепак пред се сме луѓе и ние сме грешни како и сите вас. И јас можам да сгрешам во работите што ги правите и вие, но од мене се бара друго. Пред сите вас да станам и да се истресам и да продолжам напред, затоа што Бог ме поставил за тоа, да бидам предводник. Не само јас и сите не свештениците. Драги браќи и сестри, никогаш нема се разделим, како што каже Владиката. Молитвите еден за друг ќе не крепат, ќе не поддржуваат како што и досега, преку молитвата бевме силни. И од сега понатаму. Може би нема бидам тука, но ова место, ова црква ќе биде секојаш во моето срце. Секојаш кој ќе имам можност ќе се навраќам и ќе доаѓам да ве посетувам, за да имаме радоста, затоа што пријателствата кои што се изградени треба се негуваат. Пријателството значи нешто кое што човек со човек станува близок, а како таков треба и да го одржуваме. Нека Бог по молитвите на Мајката Божја, кој што сите нас овде не застапува и не застапуваш и ќе не застапува во иднина, да ви даде подкрепа во животот. Апелирам да не ја напуштате црквата, затоа што не сакам никој да речи јас одев заради свештеникот. Тешко мене прво, ако некој доаѓа ради мене. Доаѓаме ради Христа. Може бете, како што спомнав, јас сум причината за некој да го најде патот. Но сепак патот е Христос. Не само јас свештеник, и било кој друг свештеник, и владика, и било кој да е. Ние доаѓаме пред се заради Христа, но бараме преку свештенослужителите да се молат за нас, за наше спасение. Ви благодарам од се срце за тоа што
бевте со мене при сите овие години и кои што навистина се покажавме како едно големо семејство, една голема заедница, кој што се радувам за успесите кои што заедно ги направивме и понатаму да ја правиме и јас и вие на секој наш личен план. Нека е Бог со нас. Амин.